Последниот извештај на Европската комисија смести Македонија на дното од земјите од Западен Балкан. Нема напредок во реформите. Корупцијата станува ендемска појава во државата. Гостин во Трилинг, министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Господине Муртезани, дали се врти искривената слика дека ние всушност сме жртва на непринципилните политики на Брисел и дека единствена пречка ни е Бугарија? Или пак Софија ја користиме како алиби за неможноста да направиме значителен исчекор кон интеграција? Па прво да разјаснам дека извештајот на Европската комисија, кој што се објавува секоја година, е една објективна диоптрија преку која земјите кандидати можат да го гледаат текот или напредокот во реформите. Така да, за мене како министер за европски прашања, тоа е еден објективен извештај кој што на земјите кандидати им посочува како се движат реформите, каде има, а каде нема унапредување и што треба да се преземат за да се елиминира таквата ситуација. Мислам дека овој извештај што го добивме ова година е речиси стандарден извештај од тие што ги добиваме последните 3-4 години, со тоа што во одредени поглавја, претежно во делот на владењето на правото, се евидентира одредена стагнација. Не би се согласил со вашата констатација дека не позиционира извештајот на дното на регионот и земите кандидати, бидејќи во тој случај ќе требаше да имаме уназадување во реформите. Ние можда треба да ги бараме причините зошто нема унапредување, зошто на некој начин продолжуваат во текот на реформите статус квото или стоење на место, односно стагнација. Може да збориме за причините и како да ги елиминираме причините. Меѓутоа, за мене ово е стандарден извештај од тие што ги добиваме години назад. Меѓутоа, мислам дека е многу силна порака сите тие реформи кои што ги влечеме години назад со ова политичка сила на владата конечно да земат да добиват разрешници. Вие велите дека извештајот на Брисел е објективен. Дали тоа значи дека се согласувате дека имаме системски слабости во сите области или во речиси сите области? Јас мислам дека кога го читаме извештајот на Европската комисија, треба да разбереме што е тоа што ни фали за да станеме европска земја. Ако извештајот на Европската унија констатира одредени работи во извештајот, тоа значи дека од една идна земја членка не треба да се очекуваат такви работи. Тие слабости претежно во сите земји кандидати се дел од системот наследени од претходните системи. Мислам дека правилното адресирање и блиската соработка и довербата во Европската унија треба да бидат фундаментот преку кој ние ќе може да ги надминеме тие слабости или констатации, бидејќи тие констатации ќе може да ги најдете во претежно сите земји кандидати, особено ние кои што сме дел од поранешна Југославија. По неповолниот извештај од Европската комисија, претседателката Гордана Сијановска-Давкова излезе со помалку повишен тон или критички осврт за непринципиелноста на Брисел. Код нас, цитирам, ако има оценка за политичка подготвеност, ние ќе бидеме шампиони во спроведувањето на реформите. И сега, вас ве прашувам лично, од каде ние ставот го влечеме дека ние сме далеку пред, например, Албанија, која ги затвори сите поглавја, односно го затвара последниот кластер во диалогот со Брисел, а ние, например, немаме отворено ниту едно поглавје. Кумулативно на целиот процес на европска интеграција, бидејќи ние се бавиме како земја со 20 години со процесот, кумулативно ние се уште сме пред Албанија. Меѓутоа, тој гап се намалува многу брзо. И не знам дали тој гап или таа предност ќе биде уште при следниот извештај на Европската комисија. Како и да е, мислам дека ова не е надпревар помеѓу земите кандидати, кој пред кого е, туку кој со каква брзина се движи
напред. И мислам дека овој извештај треба да ни служи како основа како ние од овие констатации да направиме дополнителна динамика која што ќе не води напред. Кога премиерот Мицкоски вели ние сме далеку пред Албанија на патот кон него, дали создава самозадоволност од типот ние водиме пред Албанија или помалку ви звучи фрустрирачки? Напред сме, но не блокираат. Па, мислам дека не блокира никој во спроведувањето на реформите. Значи сами сме си виновни за статус-квото. Реформите зависат претежно од нас. Може би дел од вината може да се најде во реорганизацијата на органите на државната управа, дел од вината може да се најде во многу големиот фокус многу рано на локалните избори. Сите овие работи влијаат на администрацијата. Администрацијата е клучна при спроведувањето на реформите. Меѓутоа, без да бараме кривец или причина, ја мислам дека треба анализата да се фокусира како треба да се забрза процесот на евроинтеграција. Вие како ресорен министар чувствувате одговорност за вака неповолниот, да не кажам остар или критичен извештај од Брисел? Прво, согласно законските овластувања што ги има Министерството и јас како министер, ние имаме улога на координација, што значи дека ние не имплементираме, не спроведуваме реформи и кога извештајот, односно Европската комисија во извештајот ќе нотира дека во одредено поглавје има стагнација или недоволен напредок, тоа не може да се препише на Министерството за европски прашања, бидејќи за сите тие поглави и процеси има институции кои што се носители. Ние се трудиме со нашите можности и лимитирани капацитети да сме во функција на институциите, нашата координација да создаде дополнителна динамика при имплементирањето на реформите, меѓутоа се знае кои институции се носители за кои реформи. Кога се нотираат одредени слабости како и за процесот на проширување, структурата за преговори, тие такви некои работи може да се поврзат директно со Министерството за европски прашања, а никако целата содржина на извештајот. Не ме загрижува, например, дека за Албанија и за Црна Гора се зборуваат се почесто години на можен прием, а Македонија ја нема. Напротив, нас сега не ставаат во група со Србија, со Косово, со Босна и Херцеговина. Само да ве потсетам дека во 90-тите прво бевме во групата со Словенија, па со Хрватска. Секако дека не е сеедно да гледаме ние како нашите соседи кои беа далеку позади нас се движат напред со многу голема брзина и многу скоро ќе не претекнат. Мислам дека колку и да ние се трудиме со ваква статискво ситуација, гледаме дека тој ентузијазам, например во Албанија од отварањето на преговорите, се рефлектира во целокупниот процес на реформите, особено во процесот на имплементација на планот за раст. Затоа Не сметате дека помалку изгледа загрижувачки, демотивирачки, дестимулирачки, па дури и фрустрирачки што сите не одминуваат, а ние стоиме во место? Па, и постојано вината ја бараме кај некој друг? Мислам дека тоа е процес на една подлабока анализа и историска перспектива. Мислам дека кај нас таквите појави се, бидејќи процесот ни трае премногу долго и во тој процес се соочуваме со многу чести препреки. И тоа ја зголемува дозата на скептицизам дека во иднина процесот би можел да се одвива со иста брзина како кај Албанија, меѓутоа ја сметам дека ова може да се надмине само со препознавање на моментот, со директен диалог секако и со многу доверба во Европската Унија. Без овој триаголник ние нема да можеме да го фатиме чекорот како што се движи Албанија и Црна Гора напред. Премиерот Мицкоски е цврст во става дека во диалогот со Бугарија нема по секоја цена да одиме гласање или спроведување на уставните промени кои се споменуваат како единствена и последна пречка кон ЕУ. Ја доби поддршката од електоратот, но сега ве прашувам како дел од владината коалиција. Вреди ќе остане, па макар овој процес на интеграција и
барање на решение со Бугарија трае уште година, две, бидејќи јас се сеќавам дека кога влагавте во владиниот ешелон, еден од условите вие чинам дадовте и временска рамка, 6 месеци, година дена да се изгласат уставните промени и да конечно да се деблокира процесот со Европската унија. Од тоа засега нема ништо. Ниту пак се навестува. Ставот на Влен мислам дека е јасен. Ние сме спремни да ги гласаме уставните измени, дури ако се случат утре. Меѓутоа, вие знаете дека во собрание за уставни измени потребни се 2/3. И тоа значи дека без поддршката на ВМРО тој процес нема да може да се заокружи. Ова е ставот на Вреди. Меѓутоа, ние сме многу внимателни и од билатерален проблем со соседна Бугарија не сакаме дури и вештачки заради политички цели да создаваме и внатрешни проблеми со меѓуетнички реперкусии. Па не сметате дека токму ова ваква статус кво состојба може да создаде внатрешно незадоволство и тензии? Мислам дека не се наоѓаме во таа фаза во моментот. Во моментот сите ние треба да сме сплотени на страната на државата, да даваме можност на диалогот и изнаоѓањето на решение. Се уште сме во почеток на таа фаза. Како што знаете, и премиерот има најавено дека после новата година ќе следат конкретни чекори за воспоставување на диалогот со Бугарија, кои што треба да резултираат. Откако ќе се исцрпат што сите значи тие... тоа конкретни чекори после нова година? Па интензивирање на напорите за воспоставување на диалог со Бугарија, бидејќи, како што може да ги следите, сите високи европски представници се тука да ни помогнат, меѓутоа ни посочуваат дека тоа мора да се реши само на билатерален начин со соседна Бугарија. Постои некаков нов предлог, идеја во владините редови, освен оној предлог уставни измени со одложено дејство? Мислам дека постојат писти на размислување. Овие нормално дека се комуницираат многу блиску и со Европската комисија, со високи представници на Европската унија, со земите членки, меѓутоа првиот чекор мора да е воспоставување на диалогот. Бидејќи, како што знаете, ние со соседна Бугарија скоро да немаме воопшто диалог. И ваквата атмосфера оневозможува ние сега да збориме за потенцијални решенија. Прво треба да се воспостави диалогот, да почне процесот на градење на доверба и тој процес треба да не однесе до изнаоѓање на решение. Одамна не сме имале меѓувладени седници со Албанија, да речеме, со Хрватска, со Србија. Зошто? Се само изолираме? Па не. Првата причина е бидејќи ние многу рано почнавме со подготовка на локалните избори и овие локални избори и за власта и за опозицијата беа многу битни и за жал ќе кажам целиот фокус 5-6 месеци беше ставен на локалните избори. Сега кога локалните избори се поминати, мислам дека се планираат неколку меѓувладини состаноци, да оставиме тие да се дефинираат периодов, меѓутоа дека секако дека во иднина ќе има такви состаноци. Се плашите дека во ситуација кога гледаме како земјите од опкружувањето и таат кон Европската унија, кај нас младите не ја гледаат перспективата. Дали тоа иселување може да ни создаде друга главоболка? Да немаме работна сила, зашто веќе се соочуваме и да не гледаат перспектива тука. За жал, тој податок сум го видел и е загрижувачки, бидејќи политичката елита и целокупното општество се обидува да ја води државата напред за да може да им ја остае на младите. Ако младите се евроскептични ориентирани или во најмала мера не очекуваат дека ние некогаш ќе станеме дел од Европската унија, тогаш изгледите се големи, младите луѓе да можат директно да се преселат во Европската унија и таму да основат живот и да дават придонес. Мислам дека ова треба да не биде една од работите што треба константно да ги имаме предвид при градењето на политичките ставови и при нашите проекции во иднина, бидејќи вака како што зборуваат бројките, може да ни се случи во иднина
бројот на младите или населението драстично да се намали. Ние гледаме дека трендот на напуштање на земјата, колку да е ублажен, сепак не е намален и тој тренд во модерните времиња знае да биде подложен и на одредени политики. Затоа сметам дека тој податок треба сериозно да се свати и да се има предвид при политичкото делување. Следите тренинг гостин во емисијата Орхан Муртазани, министер за европски прашања. Господин Муртазани, дали ќе бидете жртва при владината реконструкција? Се спомнува дека од Министерството за европски прашања ќе ротирате можен заменик министер за одбрана. Па мислам дека не станува збор за жртви. Ние кога сме презеле одредени функции, сме презеле врз основа на одреден договор или врз основа на одредени кадровски решенија кои што биле во функција на одреден договор. Во моментот, колку и да се зборува во јавноста и во медиумскиот простор за такви решенија или такви предлози, нема такви конкретни разговори, ниту пак таков конкретен договор. Тоа што моментално се случува во Влен, меѓутоа и во владината коалиција е дискусија околку можните модуси како би можело одредени работи да се сменат, меѓутоа многу далеку сме од тоа да имаме конкретен предлог како тоа би требало да изгледа. Има ли во моментов диалог во владината коалиција околу распределбата на ресорите? Јас би рекол дека има различни гледишта или интерпретации што се однесува од страната на Влен, спојувањето на двете функции во една и разделувањето може да бидат природно и не би представувало никаков проблем. Нормално дека нашиот коалиционен партнер ВМРО има различно мислење по однос на тоа прашање. Овие работи се уште се дискутираат и немаат конкретен епилог дали во тој случај Влен би имал 7 представници во владата или во склоп на овие 6 представници што ги имаме моментално треба да има одредени рокади. Тоа останува да се види секако во иднина, меѓутоа тој процес како што ги гледам динамиките нема да биде така брз. Реконструкцијата пред да влезете во студиото ми споменате дека не може да очекуваме наскоро да дојде до промена на министерските позиции. Ке чекате да заврши конгресот на ВМРО ДПМН, па реконструкцијата да биде подлабока, пообемна? Мислам дека постојат две гледишта. Првото е брзо да се дополни местото на министер за животна средина, каде што проблемот е помал, и второто е актуелниот наш пратеник Беким Сали да стане прв вице премиер. Меѓутоа тука имате меѓу себе договор? Да, секако, ова е договорено во Влен уште пред избори. Меѓутоа, модусот како господинот Сали ќе стане прв вице-премиер уште не е дефиниран. Ова е првото гледиште и второто гледиште е да помине конгресот и новогодишните празници и после да може да се планира малце поширока реконструкција. Помеѓу овие две предлози се уште нема конкретен став дали ќе се оди по првото решение или сепак ќе се чека за второто. Благодарам за разговорот и интервјуто. Благодарам. Орхан Муртазани, министер за европски прашања.